Добре дојдовте на првиот подкаст во нашиот виртуелен младински хаб, М-зона. Онлайн платформа за младинско информирање, ангажирање, обука и поврзување со цел активно вклучување на младите во општеството. Денес зборуваме на темата Млади и здравје со министерот за здравство Венко Филипче. Уживајте во подкастот и слушајте го Венко. Добар ден на сите. На моја неизмерно задоволство со нас денеска е министерот за здравство, господинот Венко Филипче. Ви благодарам многу што ја прифативте поканата да бидете дел од овој подкаст Младите и здравјето. И се надевам дека ќе имаме продуктивни неколку минути поминато заедно. Благодарам на поканата. Јас би започнала со вашиот став за генералната слика за здравјето на младите луѓе во Северна Македонија. Мислам дека оваа криза со коронавирусот не учи или делумно не научи дека сме самите одговорни за сопственото здравје. Тоа значи дека придржувајќи се до принципите кои што значат превенција на вирусот, ние може да се заштитиме и себе си и луѓето околу нас и нашите најблиски, тоест носењето на маска, одржувањето на дистанца, миењето на раце често, дезинфекција на рацете се тие принципи на кои што се темели на практично целата борба против вирусот, не само кај нас, насекаде во светот. Но ако гледаме малку пошироко и не само низ призма на овој сегашен голем глобален здравствен проблем, а тоа е на пандемијата, истите принципи на зачувување на здравјето практично важат и за превенција на други болести. Односно, уште од најмлада возраст се прават навиките во однос на исхраната, во однос на физичката активност, заради тоа што само здрави навики може да значат здрав и вистински правилен психомоторен развој на младите луѓе. И затоа уште од најмала возраст е многу битно да се внимава и на физичката активност најпрво преку часовите во основно средно училиште, начинот на исхрана, избегнување на сите состојки во храната кои што може да значат покасно во животот нездрави крвни садови и сето тоа заедно, пушењето на цигари да го спомнам, и сето тоа заедно во однос на психичкиот развој, ниско ниво на стрес, што како фактор стресот влијае на појава на многу болести покасно во животот. Така да мислам дека оваа пандемија сепак треба да значи и да остави еден белек или да не потсети, да кажам, дека мораме да внимаваме сами на сопственото здравје, заради тоа што има многу работи, фактори на кои што самите можеме да влијаеме за да водиме овој здрав живот, да имаме нормален психофизички развој. Според вас, кои се најголемите здравствени предизвици со кои се соочуваат младите во нашата држава? Во смисла на ова што го кажав претходно, мислам дека сепак сме едно подневје во кое што дефинитивно има шанси да се придржуваме до сите овие принципи и да младите практично имаат можност да ги избегнат и понатаму во животот сите ризик фактори, поради тоа што порано во младите години би створиле здрави навики. Мислам дека пристапот и квалитетот на здравствената услуга е сосем соодветен. Мислам дека поделбата и начинот на организација на здравствениот систем
примарно здравје, со сите услуги кои што примарните лекари, тука зборам за матичните и за педиатрите, ги даваат. Здравствените услуги на секундарно ниво во болниците и на терцијарно ниво клиниките како здравствени установи ги пружаат на сите корисници пациенти на кои што им се потребни, е добро структуриран систем. Секако дека има секогаш простор за подобрување и ние тоа во континуитет го правиме изминатите веќе 3 години. Но овие принципи на превенција кои што ги спомнав претходно се нешто за што можеби е потребно и некоја поголема кампања за да се укаже на младите што е тоа кон што треба да се придржуваат, што е тоа на што треба да внимаваат, да и ние од страна на институциите и здравствените власти, меѓутоа и здравствените работници уште повеќе се вклучиме во целокупниот тој процес. Има многу институции, почнувајќи од градинките, понатаму основните училишта во кои што апсолутно може би треба да направиме некаква активност. Еден инклузивен процес во кој што младите ќе бидат вклучени, заради тоа што и тие самите едуцирани соодветно може да влијаат на своите другари и другарки, да ги шират тие информации и идеи, заради тоа што таквите навики се ствараат практично многу рано во животот. И сега веќе кога ги спомнавте здравствените услуги, дали ќе може на едноставен начин да го опишете пристапот до здравствените услуги конкретно за младите луѓе? Доколку станува збор за потреба за медицинска интервенција, најпрво одговорен за било каква интервенција, информација, консултација е матичниот лекар. Тој има обврска и законска да биде на располагање 24 часа. Децата кои што се малолетни секако со родител, заедно во консултација со педијатар, повозрастните млади над 18 години кај својот матичен лекар кој што прави иницијална проценка. Најпрво телефонска консултација доколку е потребно или неминовно преглед секако ако се изнуди потреба или има индикација за таа работа. Матичниот лекар прави проценка на здравствената состојба. Проценува дали здравствената состојба е да се третира на тоа ниво, на примерно ниво. Ние во земја имаме матични лекари и педијатри со огромно искуство. Луѓе кои што со години работат во системот, виделе многу пациенти, практично се столбот на здравствениот систем во нашата земја. Од тука се поставува диагноза, доколку има одредена здравствена состојба, се препишуваат лекови. Сега тоа препишување на лекови е многу леснато заради електронскиот рецепт, што значи дека нема потреба ниту да се обрнува внимание на дополнителна работа со хартија, не се губи време, се обрнува повеќе внимание на пациентот и доколку е тоа доволно како здравствена услуга, целокупниот процес на лекување го води матичниот лекар. Доколку не, уште на самиот почеток, пациент, вклучително и млад, дали е тоа преку педијатар или општ лекар, повторно се упатува у соодветно болничко ниво за покомплексни случаи, за нешто за што е потребно и болничко лекување. Во болничката установа се прави диагностиката, се прават дополнителни испитувања доколку треба од сферата на биохемиската, лабораториската медицина, рентген испитувања и се прави хоспитализација. Тука можам да кажам дека педијатриската служба кај нас, повторно, е навистина позната по експертизата која што имаат со години наназад. Ние сме земја која што во минатото, во изминатите децении имала педијатриска служба која што била за пример и на многу други околни
земји. Точно е дека сега се соочуваме со дефицит на педиатри, добар дел од нив веќе се во пензија, но имаме одлична програма за специализација. Ние распишуваме повише од практично близу 1000 специализации, огромен број на педиатрија според посебен план кој што значи еднаква дистрибуција на педиатрите ширум државата. Мора во склоп нова да го спомнам и моментот на имунизација, односно вакцинација. Во минатото пред неколку децении опфатот со вакцинација бил над 96-7% на територијата на целата држава. За жал, во последните години, заради тоа што ова прашање било малку запоставено, но и современо и под влијание на антивакциналните кампањи, појавните мрежи, она поврзување на вакцинацијата со појава на разни болести кај децата, конкретно на аутизмот, сега ова веројатно истрав кај помладите родители и децата не ги вакцинира, што нас не доведе во ситуација да минатата година се соочиме со епидемија на морбили, болест која што е целосно искорената заради појава на вакцината. Колку е битна вакцината, гледаме сега, кога се соочуваме со болест, пандемија, за која што нема вакцина. Значи, минатата година еден од инструментите во рацете се бориме против епидемијата беше и вакцинацијата. Сега тоа, за жал, го немаме. Успеавме да значено го зголемиме опфатот со вакцинација во Скопје над 99% од 78. Значи, 20 и нешто проценти децата не беа вакцинирани. И тоа беше една од причините најзначајната зашто се појави епидемија со морбили на територијата на цела држава, процентално над 95%, затоа за 6 месеци спласна епидемијата. Еве сега гледаме што значи да нема вакцина, цел свет се уште се бори со коронавирусот. Сега би сакала да прашам дали постојат и какви здравствени услуги во рамките на средните училишта и универзитетите? Во било кој момент на располагање се матичните лекари. И тие се одговорни за здравјето на пациентите кои што се регистрирани кај нив. Има градинки во кои што има медицински сестри, има училишта во кои што има психолози кои што се грижат за еден исклучително важен сегмент, тоа е менталното здравје. Меѓутоа и во нашите алгоритми, еве ќе се вратам во алгоритмите за постапување со деца доколку се појави некој заразен или суспектен на коронавирусот сега во оваа актуелна ситуација, во самиот алгоритам е вклучен и матичниот лекар. И сметам дека е навистина добар систем матичниот лекар да ги покрие децата кои што се прикрепени кон него и да освен здравствена услуга, ќе се вратам на почетокот, се влие да се створи една свест за одговорноста за сопственото здравје во смисла на кампања, во смисла на укажување на здравите навики на живот, и затоа мислам дека овој модел, а има и повеќе земји, дури и поразвиени земји од нашата кои што го имаат истиот овој модел, е сосем солиден. Би сакала да прашам дали има и доколку има каков е националниот акцијски план за превенција и заштита на здравјето на младите? Сето тоа што значи активност на лекарите матични пред се во превенцијата на болестите. И тука е ставен акцентот. При тоа, сите информации кои што треба да ги споделат матичните лекари со младите луѓе, конкретно да зборуваме за младите луѓе, се дел и од реформата која што ние сега имплементираме преку Фондот за здравствено осигурување. Работевме повеќе од година дена со Светската здравствена организација, разгледувавме многу искуства од светот, го земавме како најблиско искуството од Словенија, која што поминала низ таа реформа, заради тоа што тоа ниво на здравствениот систем е најкомпатибилен со нашиот, тие примери ги искористивме и
тоа почна да се имплементира, меѓутоа во тој процес малку не запре, односно да кажем, успори оваа пандемија и сега повторно ги рестартираме процесите. Тоа значи дека се зголемува бројот на услуги кои што ги даваат матичните лекари. Пред се во делот на превенцијата, пред се во детектирањето на кај детето обезноста, например, понатаму некои други состојби во семејството кои што може да предизвикаат психолошки проблеми, да се препознаат уште во најраната фаза преку разговор со родителите и уште неколку активности кои што се поврзани за здравјето на повозрасните групи на граѓани и затоа сметам дека е ова една реформа која што е исклучително важна, заради тоа што сериозен акцент се става на превенцијата. Повторно сметам дека сметам дека пристапот е сосем солиден. Матичниот лекар е достапен 24 часа. Треба да знаат и младите луѓе дека се што значи консултација за се што сметаа дека им е потребен здравствен совет, за се што им е нејасно, да се обратат до матичниот лекар. Ги охрабрувам. Добро е да се расчистат на работите, да се расчистат дилемите, заради тоа што добар дел од навиките се стварат во најмалите години. И сега, нашата младинска работа е многу тесно поврзана со ЕУ стратегиите. Од тука би ме прашала колку националните стратегии и планови за здрава млада популација се поврзани со ЕУ стратегиите. Здравството е сектор кој што нема некои правци, стратегии, директиви кои што треба да ги прати од Европската унија. Сепак има неколку малку во однос на едукацијата, во однос на компатибилноста на струките, меѓутоа генерално здравството е национална стратегија. И секогаш кога ние разговараме и со представници на Европската унија и со неколку пати со евроамбасадорот за некои заеднички евентуално проекти со канцеларијата на Европската унија кај нас, сепак ни укажува на тоа дека здравството е национална стратегија. Меѓутоа, имаме ние едно искуство од изминатиот период од 3 години, кој што искуство е соработката со граѓанските организации. На друго ниво, не во однос на деломно ги покрива и здравствените услуги кај младите. И искуството е одлично заради тоа што се покаже и се докажа дека многу граѓански организации имаат одличен пристап кон ризичните критични групи на кои што се однесуваат програмите. И добар дел од тие луѓе кои што работат во тие организации се практично млади луѓе и програмите се покажа и реализацијата на програмите се покажа многу ефикасна. Има одлична реализација како од страна на програмската содржина во Министерството, така и во однос на надградување на програмите, во однос на укажувањата кои што произлегуваат од искуството. И во таа смисла, повторно ако се вратиме на оние први констатации во однос на важноста за здравите навики, здравиот живот, сметам дека и тој пристап треба да биде инклузивен. И затоа треба и младите луѓе да се свесни дека вратите на институциите се отворени за да дадат и предлог, и сугестија, и мислење. Веројатно дека здравствената култура, ќе дадам еден, ќе ја наречам со нешто што може да значи еден широк поим, да не се ограничуваме на само некои сегменти, заради тоа што ми се чини тоа многу битно, да дури биде дел и од соработката која што младите имаат помеѓу нив, дури и во сегменти кои што Европската унија како директиви, како правци ги дава. Значи таа комуникација
и со соседните земји, и со соседните земји кои се членки на Европската Унија, сметам дека треба да содржи и еден сегмент за здравствена култура. Повторно, пандемијата е нешто што во многу работи во здравствените системи, во многу земји, некои соседни, некои далечни, необедени во пристапот, во размислувањето, во размената на искуства, и затоа сметам дека еве сега излезе на виделина, тоа очигледно дека и до сега било така. Меѓутоа сега е дефинитивно јасно дека инвестицијата во здравјето е практично инвестиција во иднината на земјата. И во економскиот развој, и во здрави луѓе. Според нас младите, влијанието на климатските промени се големи ризици за здравјето на младите луѓе. Па од тука би сакала да прашам кои се вашите идни планови како министерство во однос на оваа проблематика? Добро, ние немаме многу директна, да кажам, ингеренција, секако дека имаме овој сектор, односно институт за јавно здравје кој што се занимава со тие проценки и анализи. Тесно соработуваме со Министерството за заштитна средина, за животна средина. Меѓутоа, како активност која што директно не поврзува со ова и нешто со што можеме директно да влијаеме конкретно на загадувањето на воздухот, ние го правиме и сме ставиле приоритет. Гасификацијата, промена на начинот на грејење на дел од болниците кои што беа едни од најголемите загадувачи. Во Скопје болницата гинеколошка во Чаир беше една од најголемите загадувачи и конечно се заврши процесот на гасификација. И од оваа зима болницата во Чаир нема да биде повеќе загадувач на воздухот во Скопје. Сметам дека ова е еден сегмент кој што долги години бил запоставуван. Никој не обрнувал внимание. Меѓутоа, ние сме прва влада која што направи една стратегија во која што планираме да инвестираме многу и веќе почнавме. И со активноста и за гасификацијата, за енергетски ефикасни згради. Внимајте, болниците се огромни потрошувачи и потенцијално огромни загадувачи таму кај што соодветно не е решено ова прашање, меѓутоа апсолутно ставаме акцент и тоа на високо ниво, приоритет, и така и почнавме. Така да во следните овој години имаме дури и наш интерен план направено како чекор по чекор согласно развојот на гасификацијската мрежа низ државата и пристапот на градовите до таа, едни од првите објекти ќе бидат болниците. Значи, наша директна контрибуција кон намалување на загадувањето на воздухот. Промоцијата на користењето на средства за превоз кои што не се директно поврзани со овој автомобили, автобуси и така натаму. Е една одлична активност со овој автобусите кои што веќе не загадуваат толку многу. Меѓутоа, повторно стигнуваме до прашањето на една кампања во која што треба на младите луѓе да му кажеме дека апсолутно тоа е нешто на што треба заедно да работиме. Може би и некакви иницијативи за пешачки зони, за посебен режим во смисла на тоа низ градот Скопје, нешто што сметам дека треба заедно да работиме. Која е улогата на младите за надминување на пандемијата COVID-19? Би рекол клучна. Тие се промотори и во јавноста и насекаде, што значи да се придржуваат до превентивните мерки, а со тоа што значи да се грижат за собственото здравје. За жал, гледаме многу примери во кои што не се придржуваат младите до тие превентивни мерки. Јас разбирам дека ова што се случи во изминатите 6 месеци го смени животот, начин на живот, на комуникација, социјалниот момент многу страда, трпи, посебно кај младите луѓе. Меѓутоа, се може да се прави почитувајќи ги
ако се почитуваат превентивните мерки. И на тој начин да не го доведуваме во ризик нашето здравје, здравјето на повозрастните околу младите, заради тоа што во нашата статистика, например, бројот на заразени млади луѓе е околу 7% до 18 години од вкупниот број на заболени, и тие имаат во огромен процент најлесна форма на болест или се асимптоматски носители. Меѓутоа, постарите од нив, посебно нивните родители или баби, дедовци кои што имаат хронични болести, се во голем ризик. И затоа младите се тие кои што треба да дадат пример. Не ги амнестираме и постарите, апсолутно. Но младите мора да го дадат тој пример. Не е тешко. Се носи маска, се држи дистанца, се дезинфицира рацете. Така едноставно функционира целиот свет, не сме само ние. И нема да биде ова вечно. Ова ќе трае. Очигледно дека уште можеби година дена ќе дојде меѓувреме вакцината, ќе се смени епидемиолошката ситуација, имунитетот во меѓувреме, меѓутоа апсолутно треба да се даде пример. И за крај, кој е вашиот совет како доктор и како министар кон младите за следниот период во однос на пандемијата? Две работи би кажал. Прво, апелирам да се почитуваат мерките. Како што кажа, прво се дава пример, ама и се штити здравјето. И лесно е, и не е тешко, и едноставни се принципите на превенција. Маска, дистанца, дезинфекција на рацете. И втората работа, да знаат, и упатувам порака, директна, да знаат дека институциите, Министерството за здравство, сите други институции се отворени. И сме спремни во било кое време за разговор, за соработка, да укажеме нешто на што треба, но и да слушнеме совет и критика, заради тоа што само инклузивни процеси даваат резултат. И ние тоа го видовме од досегашното искуство од 3 години. Значи, кога соработуваме со многу здруженија на пациенти, на лекари, стручни и така натаму, се вклучени во процесот на креирање на нашите политики. Само такви решенија имаат логика. Нема логика никаква да има наметнати решенија. Решенијата, политиката треба да им служи на тие на кои што е наменета. Младите се еден сериозен сегмент, нешто во што ние сериозно и инвестиравме. Младите лекари се тука пред се зборувам, сега во нашиот сектор специфично, студентите по медицина, за да им кажеме дека со такви процеси инклузивни, кои што секој може да каже идеја, да слушне аргументација зашто и така натаму, да даде некаква сугестија, сметам дека можеме да успееме. Мора да пуштиме порака и да име на сите млади јасно дека иднината мора да гледаат во сопствената земја. Дека со дискусија, со тоа што ќе дискутираат со луѓе и помеѓу нив, а ако треба и со посредство или во рамките на институциите, кои што повторно треба нив да им служат. Треба да ги наоѓаат решенијата на проблемите, да наоѓаат луѓе кои што имаат спротивставени мислења, па да аргументираат и така да постигнат некаков консензус. Тоа ги чека во животот. Се решава со дискусија и со комуникација. Навиките за здрава дискусија и комуникација и за здрава релација помеѓу луѓето се прават од најмалите години. Нема простор за песимизам, нема простор за цинизам. Отворени се вратите на апсолутно сите институции. Тука сме да креираме политики кои што ќе им служат на младите, кои што ги враќаат вредностите, за да младите иднината ја гледаат тука, а не некаде во странство. Мислам дека во нашиот сектор во здравство успеавме да смениме сликата. Точно дека има уште многу работа, апсолутно, ама повторно ќе продолжиме работата заедно со младите и со специализантите од здруженијата и со студентите по медицина. Само така мислам дека ќе градиме здраво општество. Ви благодарам многу. Благодарам.